12,5 милиони евра е долгот на општина Битола. Информираше на денешната пресконференција градоначалникот на општина Битола Наташа Петровска, која потенцираше дека бројките се разочарувачки и дека на поголем дел од обврските за плаќање рокот им е поминат, а на мал дел рокот им доспева до крајот на годината. На денот на пописот, 31 октомври, општина Битола за пристигнати и превземени обврски е изложена на задолженост во висина од 768 милиони 218.028 денари. Или искажани во евра, тоа изнесува 12 милиони 491.350 евра. Би сакала ова накратко да го елаборирам и да појаснам што ја сочинува оваа сума на задолженост. Според досега пристигнати фактури за стоки и услуги, временски ситуации за извршени градежни работи, обврски по гаранции за плаќање и други видови на финансиски документи за задолжување, долгот на општината изнесува 205 милиони 361.507 денари или искажано во евра 3 милиони 339.211 евра. Петровска напомена и дека во оваа анализа не се вклучени средствата за неисплатените плати и трошоци на спортските клубови во Битола, како и обврските од фестивалот Браќа Манаки. Потсети и дека општина Битола е задолжена со долгорочен кредит, а во анализата не се вклучени ниту училиштата. Заради превисоките трошења, надреалните финансиски можности и ненавремени плаќања, општина Битола само во текот на оваа година по извршни судски решенија исплатила 23 милиони 846.360 денари. Во моментов, општината е тужена за позамашни суми, а тужбите се интензивираат во последно време. Ова наметнува прашање: дали постои поврзаност помеѓу некои добавувачи и поранешното раководство да чекаат за наплата на своите побарувања и потоа на крајот на мандатот да тужат и да ја блокираат работата на општината. Градоначалничката најави дека ќе бара од Државниот завод за ревизија да се изврши ревизија на работењето на општината за решавање на проблемите, најави краткорочни и долгорочни мерки. Веќе се отпочнати првите чекори за консолидација на финансиите во општината. Во краткорочните, или би рекла итни мерки за финансиско стабилизирање, за понеделник предложив ребаланс на буџетот за оваа година. Но многу поважно е да се бараат долгорочните решенија. Во таа насока, веќе отпочнавме со подготовки за изработка на посебна програма, која ќе се состои во консолидација на буџетот за наредните години. Тоа ќе бидат прилично тешки, но решенијата мора да се бараат. Прво, ќе ги ревидираме сите нерационални и непродуктивни трошења. Тоа значи дека штедењето ќе биде наша определба. Но нема да штедиме кога се во прашање развојните проекти. Ќе ги разгледаме сите договори и ќе бараме решенија за нивно репрограмирање во роковите на исплата. Ќе преземеме чекори за зголемување на приходите во општината или накратко речено, развојот на градот нема да запре. Анализата за финансиската состојба на општина Битола ја подготви стручна комисија составена од вработени во општината и истата е сместена на 100 страници. Петровска истакна дека денешната пресконференција е со цел јавноста да биде информирана за сите состојби и случувања во општината, односно општината да биде транспарентна, отчетна и одговорна.